Бездомниците почнаа да се враќаат во прифатниот центар во Чичино село. Утрово 3 семејства, вкупно 10 луѓе, се сместија во реновираната барака. Дел од нив се повратници во прифатниот центар. Нервија и Дризи, бремена со 7 дете, е меѓу повратниците. Не сака да зборува пред камера. Вели дека во центарот имало семејство кое ги тероризирало сите жители, но откако слушнала дека се иселиле, одлучила да се врати. Живеела во прифатилиштата во Катланово, во Љубанци, а сега доаѓа од дворот на студентскиот дом Стив Наумов во автокоманда, откако општина Газибаба минатата недела ги исели. Треба да се породи во октомври, па се радува што ќе ги има основните услови за бебето. Ајтен Мустафа, раководителка на прифатниот центар за бездомници во Чичино село, ја смести Неврие. Неврие, женско лице со фамилијата што ќе се сместува е уште со женски лица, значи малолетни деца, колку што имам информација, ќе биде сместена во оваа соба. Собата моментално е вака, значи од после тоа ќе добијат прекривки, јастуци и оние потребните средства за хигиена. Основното ќе го добијат и нормално после тоа ќе се уклучени на храна, оброкот, доручек, ручек и вечера. Со новите 10, прифатилиштето во Чичино село има вкупно 53 жители. Најстариот од нив има 82 години. Благоја Давидковски е задоволен од сместувањето, но се жали дека не може да се избори за пензија. Оде сум 2,5 години. Од улица. Бе таму 3 години. 3 години. Пронајдовме на станица овака. Мислим, иницијатива од луѓе потекна и дојдоа овде добро се луѓето, не мога да поплачам. И сега имам ја еден многу важен проблем, да ви кажем, и баш што дојдовте во моментот да си среќа. 12 години водим поднесено барање за пенсија. 12 години го влечкат предметот. Немате пензија? Нема. 12 години и сега 3 година у управниот суд лежи. Некако да го тоа разоткриеме, нека се размрда. Они чекат да заврши барателот и природен отпис, ајде. Од Министерството за труд и социјала велат дека го следат случајот на Давидковски, му понудиле и правна помош и него и на сите останати бездомници сместени во Чичино село. Во текот на оваа недела најавија дека Давидковски ќе биде сместен во домот за стари лица Мајка Тереза. На помош од државата се надева и 72 годишната Благица Микиќ. Таа најдолго живее во прифатниот центар во Чичино село, цели 13 години. Тука и починал едниот син пред 3 години, а другиот заминал на школување во странство. Сега најголем другар и е кучето Рекс го чува во дворчето пред бараката. Таа е сместена во нереновираната барака во центарот. Чекам стан. Сега Бутел почнале да гради, се надевам да ќе добијам. Ви вети некој аплицирате? Бем у влада, имам документи у влада, све тоа. Средено документи, све валидни се. Па сега со Господ направи што и ка старите, друго што да кажам. Ово 13 години нема кој да ми го направи. Ни мајстор има, ни електричар има, ни ништо. Тоа директорка треба да обезбеди. Ќе ми влезе вода, не де Боже, ќе се запали. Во истата барака дом си направиле и Азбија Мемедовски и Албер Османи. Имаат 4 мали деца, па центарот им доделил 2 соби. Прикладно сме биле у Ранга, ама од Ранга не беше добро и затоа немаше никои услови што немаше добро. И дојде во Чичино село и тука ми е побаво и тука немаме никакви проблеми ни со луѓе, ни со јадење, ни со пиење. Сме добри. Колку луѓе сте? Јас имам 4 деца и ние 2-6. Кај сме ние 6 души, имаме 2 соби. И 2 соби има кучина, има све натре. Имам кујна. Имам све. Све имам. Не сум, например, имам кај да ги перам алиштата, машина имам, све имам. Тука како на куќа моја сум, имам све. Не те командат ни еден, не те кажува стани тука, ја да седам. Не, никој. Како ова е моја, како гледате, си седеме, си пиеме капе, деца игра. Си шетаме, кога сакам си шетам, никој не ми закачи мене, ни децата, не можам да се кажувам кога не е истина. Беа тепани децата, двете,
Една наставничката ја затворил девојчето натре скоро едно сат, ја вртал и му кажува немој случајно да се врташ. И ја тепел и син ми и малата ја тепали. И уште децата по И ранка. никои деца што беа таму у ранка и ги тепали, за тоа више Не ги пушта. Не ги пушта. Сега ја пишувам тука, сетември ќе почне да оди со три децата. Ова школа тука. тука е близко. Албер од време на време работи, кога ќе дојде некој да побера работници, а Азбија ја одржува бараката. Вели дека тоа е обврска на сите станари, но сите биле постари, па затоа обврската ја презела на себе. Најмлад жител на Чичино село е 19-месечната Ангела. Тука живее со мајка и повеќе од 1 година. Наташа Станоевиќ, вида директор на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Скопје, вели дека во моментов имаат евидентирано околу 150 бездомници во Скопје. Во моментот во Чичино село престојуваат 53 лица, а во објектот Ранка Милановиќ некаде меѓу 90 и 100 лица. Тоа се лица кои што се евидентирани и со решение се сместени или во овој објект или во другиот објект. Значи ние располагаме со бројка на лица кои што доброволно доаѓаат да побараат помош да бидат сместени. Да напоменам дека сместувањето во Чичино село оди на доброволна база со изјава на странката дека е согласна да биде тука сместена. Колегите се тука стручен тим, имаме психолог, социјален работник, правник, кои им помагаат да извадат лична документација доколку не ја поседуваат, да им извадат здравствена заштита и Центарот за социјална работа на годишно ниво има буџет за купување на лекарства на сите лица кои што се сместени во Чичино село. За дел од бездомниците сместени во Ранка Милановиќ во изградба е нов прифатен центар во Визбегово. Од Министерството за труд велат дека во Визбегово ќе бидат поставени 34 контейнери во кои ќе може да се сместат 17 семејства. Изградбата на новото прифатилиште се очекува да заврши најдоцна до 20 септември. Теренот е подготвен, следи фаза во која ќе се поставуваат контейнерите. На оваа локација чекаат семејствата кои живееа под Кале, а со одлука на влада беа сместени во прифатилиштето во Автокоманда. На бездомниците во Скопје им стои на располагање и прифатилиштето Момин Поток.